Добро утро за доктор Нико Бечаровски. Доктор Бечаровски, добро утро. Па добро утро, ако може со оглед на ситуацијава да се каже дека е добро. Ете сега тоа ќе разговараме. Нико Бечаровски, своевремено директор на клиниката за токсикологија во Скопје, инаку еден од нашите поистакнати специјалисти за својата струка токсикологија, но и еден од оние кои што е поартикулиран и да кажем активен и на социјалните мрежи со ставови околу коронавирусот. Пред некој ден, пред 2 дена, ако не се лажам, прочитав еден за мене импресивен статус на вашиот Facebook профил, во кој што ги повикувате сите доктори во политиката, а такви ги има многу, сте ги навеле Бујар Османи, доктор Села, доктор Таравари и така натаму, заедно да излезат и заедно да го повикаат населението, како и водачот на Здравствената комисија во ВМРО ДПМН и водачот на Здравствената комисија за заразни болести, тој е министерот Филипче, заедно да излезат и да го повикаат населението за фактите кои што се поразителни, особено до необива околу ширењето на вирусната зараза. На што ве наведе, што ве поттикна, доктор Бечаровски, на ваков еден навистина многу, како да кажам, и етички, и би рекол и свесно политички еден потез, и какви се можеби реакциите на тоа што го напишавте? Па видете вака, мислам, потикот беше многу едноставен. Ние на крајот на криштата сите сме пред се доктори. Сите од нас сме веќе дале Хипократова заклетва дека човечкиот живот ќе не биде пред се, така што во овие моменти стварно нема време за политика. Јас би се надоврзал дека не само што ги повикувам, него повикувам таа пресконференција да се одржи или внатре во инфективна клиника или пред инфективна клиника, за народот конечно да свати дека навистина се бориме со невидлив непријател, дека државава ни е во еден вид на војна, од која што загубите се огромни. Јас само сакам да напоменам, ние веќе наминавме бројката на починати во однос на конфликтот 2001. Ако тоа не ни е показател дека сме во војна, ја не знам што би требало повеќе да направиме. На една страна е, доктор Бечаровски, може би недисциплината, непридржувањето до мерките и така натаму, што е голем проблем. Меѓутоа, звучи неверојатно, но се уште има луѓе кои што тврдат дека вирусот не постои. Луѓето кои што тврдат, тоа е резултат на пропагандава која што се води и посебно по социјалните мрежи, каде што за жал има дури и наши колеги кои што тврдат дека вирусот не постои, дека се работи за обичен грип. Резултативе за жал се такви какви што се. Држави каде што се применуваа мерките, дека излегуваат од криза, ние то прво влегуваме во криза. И ние здравствените работници, верувајте, веќе сме уморни. 3 месеци под полна спрема, 24 часа со скафандер, со маска, со мантили на нас, веќе не се издржува. Преморот е огромен. Јас колку што знам, беше предвидено до пред 3-4 дена од понеделник веќе клиниките да се враќаат на некаква нормална динамика со нормални распореди. Мислам дека тој план е сега откажан и повторно сте во ние, да кажем, воредни распореди со тоа кој, каде, кога може да биде, со резервни тимови, со активни тимови и така натаму. Тоа претпоставам дека и на токсикологија истата ситуација. Апсолутно е така. Јас само да напоменам дека токсикологија функционира и како ургентен интернистички центар, така што кај нас мерките се уште позасилени. Комплетниот персонал е цело време во скафандери, така што повторно се враќаме на почетокот. Добро да ве прашам за ова што сепак ви е вас специјалност. Па опаднат ли е барем бројот на оние што се јавуваат на токсикологија заради алкохолни труења? Бидејќи не знам како стојат пропорциите сега со овие седења дома и така натаму, да не е пораснат и тој број. За среќа тој број се уште не е пораснат. Меѓутоа имаше тенденција на растење, посебно од кога се подлиберализираа овие мерки. Меѓутоа последниве 2 дена изгледа повторно дека се намалува и тоа би било добро ако е така, ако навистина се намалува. Меѓутоа за оваа ситуација во која што се наоѓаме, јас би упатил апел и до вас како телевизии и до сите останати медиуми, секој кој што се појавува на телевизија би замолил да биде со маска.
Јас дури би аперирал и до министерот Ценко Филипче, кога ќе се појави на пресконференција, да носи маска. Знам како колега дека им ги почитува сите протоколи, меѓутоа тоа би имало ефект на народов да поверува дека стварно се бориме со нешто што е невидливо и е многу опасно. Јас никој намерно ја чувам маската на масата, бидејќи сум сам во студиото. Морам да кажам дека некој имавме едно необично искуство. Имавме ненајавена посета на здравствената инспекција, која што го помина затоа што понекогаш викаме и гости, иако веќе идната недела повторно ќе се вратиме на се повеќе телефонски разговори, ги помина, значи, здравствениот инспектор сите овдека простори, тоа за време на одвивање на програмата, провери дезинфекции, провери дистанции и така натаму. Јас дури денеска кажувам и нешто друго. Јас лично, ние денеска низ програма ќе говориме и со разни лица за тоа. Јас не сум видел поп или оџа да има маска, а гледаме дека едно од најголемите жаришта кои што се појавува е точно во средините каде што бројот на верниците ги практикуваат и деновиве, изминатите денови, верските обреди, како да ништо не се случува. Така што сосема сте во право и можеби таа символична порака со носење маски е она што треба сите да го прават. Иако доктор Беќаровски, јас стварно не разбирам дали после волку месеци од и што би рекол Филипче 100 одржани пресконференции треба некому и символично да му се упатува порака за важноста на маски, дистанци, миење раце. Јас само би се надоврзал на ова што го кажавте. Пред 2-3 дена при инаугурацијата на новиот рейс, он излезе од кола, без маска, отиде се поздрави со сите околу него, така што тоа по сите протоколи кои што се предвидени требаше да се казни за непочитување на носење на опрема. Така е. Денеска, меѓу другото, после 9 часот ќе разговараме и со скопскиот муфтија. Се обидовме да добиеме некои од владиците. Владиците се недостапни за коментари. Предводникот на Православната црква македонска е одсутен од јавноста, го има само на фотографии со писмени соопштенија, како да ова што се случува меѓу верниците не е нешто што би ја засегнало црквата. Тие коментари ќе ги... Да, поведете. Извинете, јас само би се надополнал на тоа. Оваа држава има и председател, кој што е врховен командант. Он може да ги повика и поглаварот на Православната црква и реисот на Исламската верска заедница на една заедничка пресконференција на која што сите униформирани ќе ги повикаат верниците во државава да се придржуваат. Ова на вистина не е шала. Јасно ми е Беќаровски, меѓутоа прашањето е зошто председателот треба да ги повикува, зошто тие самите не се повикаат себе си да бидат поактивни во целата оваа ситуација. Имаат по едно соопштение на нивните веб сајтови на црквите на кои што претпоставувам никој не оди и ништо повеќе од тоа. Нико Беќаровски, благодарам и за овој придонес и за оној, да кажам, неверојатно добар и точен и навремен Facebook статус во кој што ги повикавте своите колеги. Обединето да излезат, бидејќи ова не е партиска работа, кога е здравството опрашање, сите се одговорни за своите постапки. Ви благодарам и на вас и посакувам со стрикно придржување на мерките, барем некаде после 15 август да може и ние да отидеме да се избањаме во нашите езера. Ете така е. Нико Беќаровски, нашиот познат токсиколог, јас денеска го побарав и му се заблагодарам за учеството во овој дел од утринскиот брифинг, бидејќи мислам дека неговиот повик беше еден од позначајните што се, да кажем, што се појавија на социјалните мрежи деновиве, кај што има се и се што и кај што човек стварно треба да внимава и колку изложен и колку губи време на тие расправи.